Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за моносахариди. Голем дел од работите за моносахариди ги спомнав во претходните 3 видеа, така што во ова видео ќе спомнам само некои нови работи и по нешто ќе повториме од тоа што е веќе спомнато. Али во кратки црти. И да започнеме. Моносахаридите, хемиски гледано, се всушност алдехиди или кетони на поливалентни алкохоли. И они представуваат најпрости јаглехидрати, односно тоа се јаглехидрати кои не можат да се разложат со хидролиза на попрости мономери. Така, значи, зимаш некој шекер, го разложуваш со хидролиза, најпростото нешто до што ќе стигнеш е моносахарид. Значи, најпростите јаглехидрати, односно најпростите шекери се моносахаридите. Сега, моносахаридите се растворливи во поларни растворувачи, односно во вода. Сме виделе, ставаме шекер во вода, се раствора. Океј, тоа го знаеме. Сега, спрема бројот на С атоми кои ги граат дадени моносахариди, ги делиме на биози, ако имаат 2 С атоми, триози, тетрози, пентози, хексози и хептози. Главно во организмот имаме триози, пентози и хексози. Тие не се од најголемо значење, иако постојат и тетрози и хептози. Мислам дека постои само една хептоза која од некакво си биохемиско значење. Но окей, нешто повеќе за нив ќе спомнам понатаму. Сега, зависно дали имаат алдехидна или кето група, хемиски ги делиме на алдози и кетози. Ако имаат алдехидна се алдози, ако имаат кето се кетози. Така што можеш да имаш даден моносахарид кој е алдохексоза или кој е алдотриоза. Во ред, можеш да имаш одреден моносахарид кој е кетохептоза или кетопентоза. Во ред. Но постојат, например, многу алдохексози. Така што, секој даден моносахарид си има и тривиално име. Нормално имаат и име спрема јупак, но тие се некои многу големи имиња, така што се користат тривиалните имиња. Во ред? Јаде сега да видиме како всушност тоа изгледа. Ги имаме овие алдози, така, например, алдози кои имаат 3 аглеродни атоми. Глицералдехид. Во ред? Имаме со 4 аглеродни атоми. Еритроза, треоза. Имаме со 5, рибоза, арабиноза, ксилоза, ликсоза. Во ред, имаме со 6. Имам дека многу, но вие што се вака во коцки направени, тие се тие кои се побитни. Значи имаме глукоза, маноза, галактоза. Додека ако видиме кои кетози ги имаме, така, значи тие кои имаат кето група, со 3 аглеродни атоми имаме дихидроксиацетон, со 4 имаме еритрулоза, со 5 имаме рибулоза, имаме исто ксиулоза, а со 6 имаме фруктоза која е најбитна. Сега приметувате дека овдека со 4, например, или со 5 се повторуваат, само што се малце поразлични. Кај алдозите имаме еритроза, кај кетозата имаме еритрулоза. Во ред? Значи мала разлика. Исто овдека имаме рибоза и ксилоза, а тука имаме рибулоза и ксиулоза. Значи тоа е мала разлика, но всушност е доста битна. И овдека повторно гледаме дека, например, еве глицералдехидот е алдотриоза. Значи има алдехидна група и има 3 аглеродни атоми. 1, 2, 3. Дихидроксиацетонот е кетотриоза. Значи има кето група и има 1, 2, 3 аглеродни атоми. Глукозата е алдохексоза. Значи има алдехидна група и има 1, 2, 3, 4, 5, 6 аглеродни атоми. Во ред? И тоа е главната идеја. Моносахаридите исто така знаеме дека имаат многу хирални центри, поради тоа може да се добијат многу различни стереоизомери. Значи за тоа говорев во претходното видео каде што говорев за стереохемијата нели на јаглехидратите. И говорев дека дадени јаглехидрати можат да вртат рамнената поларизирана светлина кон десно или кон лево, ако ја вртат кон десно се бележи со плюс, ако ја вртат кон лево се бележи со минус, можат да имаат R или S конформација, можат да имаат D или L и можат да имаат алфа или бета стереоизомерија. Но за тоа во детали, како што спомнав, навлегувам во претходното видео, значи стереоизомерија на јаглехидрати. И нема се задржувам во ова видео. Сега сакам само да увидиме како доаѓа до формирање на хемиацетали, односно полуацетали, односно на хемиацетални групи. Првично да видиме што се хемиацетали или ацетали воопшто. Овде имаме алдехидна група. Океј, тоа можеме да го бележиме на следниот начин. Значи имаме R, кој е остатокот од молекулата, имаме C, кој е поврзано со двојна врска со кислород, и овдека со водороден атом, односно имаме алдехидна група. Во ред? Под дејство на алкохол, тоа ќе обележиме вака, ROH,
Х може да се добие следново. Сега зависно какви се условите на средината, тоа сега не занима, но ќе се добие следново. R останува, C го имаме овде, Х останува, но овде двојната врска ќе се раскине и ќе се добие OR и OH. Ова е хемиацетал. Во ред, или пак се нарекува полуацетал. Повторно ако се действува со ROH, може да се добие да и овој дека кислородниот атом се замени со R, односно ќе се добие следново. Ќе имаме R, C, H, тоа ќе си остане, и сега дека ќе се добие OR и OR. Во ред, и ова ќе биде ацетал. Истово може да се направи користејќи кето група, значи ние нели користевме алдехидна, а користевме кето ќе беше хемикетал и кетал. Во ред? Но тоа беше ако користевме кето група. Ние главно ќе користиме алдехидна група. Во ред, значи сега знаете што се хемиацетали. Сега за да продолжиме да го спомнам следново. Моносахаридите, или глукозава, например, не е вака линеарна во 3 димензии. Иако претходно видовме дека моносахаридите беа представени вака како линеарни молекули, така значи јаглероните атоми во една линија, така што хидроксидните атоми и водородните се кон страна и се изгледа вака уредно. Сушност, вистината е дека молекулата у 3 димензии не е таква. Значи таа е релативно свиткана и изгледа налик следново. Така значи молекулата изгледа вака. Ние ја представувавме вака користејќи Фишерови проекции со цел да биде посимплифицирано и полесно за гледање. Така, значи многу полесно можеш да видиш на кој атом каде е хидроксидната група и слично, додека вака изгледа малце покомплицирано. Но вистината е дека молекулата е всушност вака свиткана. Во ред? И тоа е битно да го знаете, за да можете да сватите како всушност се случува следното нешто. А што е тоа? Алдехидната група влегува во интеракција со хидроксидната група на 5-тиот јаглероден атом во овој случај. Може да влегува во интеракција со 4-тиот, но сега е например со 5-тиот. И ако ја цртавме молекулата вака линеарно, ќе си речевте како ова реагира со ова, па многу се далеко. Зашто не реагира вака? Така? Или некако другше. Овие делови се многу далеко едни од други. Но всушност молекулата е свиткана, така што тие делови се всушност близу едни од други. Во ред? Сега овдека како ја цртана молекулата малце и мамат, бидејќи гледате дека овој 6-тиот јаглероден атом го ставаат вака нагоре да иде, така што молекулата всушност вака им е некако нацртана. И овдека оваа врската на јаглеродниот атом со хидроксидната група ја продолжиле да биде многу долга. Например, тука вака е кратка, али овдека направиле долга со цел да изгледа пологично, ја направиле вака долга за да изгледа дека овие делови се близу едни до други. Но во ред, малце мамат за да изгледа поубаво, но поентата е да сватите што всушност се случува. И се случува дадената реакција и сега добиваме циклизација на моносахаридот, окей? Така што се добива прстен и се добива оваа хемиацетална функционална група. При тоа хидроксидната група може да се наоѓа под рамнинава вака на прстенот, кога е представен на овој начин, така нели со кислородниот атом тука и со 6-тиот јаглероден атом нагоре. Значи ако е така нацртана молекулата и хидроксидната група се наоѓа под таа рамнина, во тој случај тоа е алфа моносахарид, во овој случај глукоза, додека ако е над рамнината тоа е бета. Вредно, значи за ова говорев и во претходното видео. Е сега, овој цикличен моносахарид може да се представи на два начина. Некогаш го представуваат повторно користејќи Фишерови проекции, така што би го нацртале на овој начин. Во ред. Е сега, ова, гледате дека се разликува од ова, но всушност е истото. Само е различен начин на представување. И овој начин користејќи Фишерови проекции многу ретко се сретнува. Во најголем дел од учебниците ќе сретнете кога е во циклична форма моносахаридот да биде представен на следниот начин. И ова се нарекува користејќи Хауъртови проекции. Океј, значи ова се Фишерови, овие се Хауъртови проекции. И многу почесто се користи ова. Многу ретко го сретнуваме така. Океј? Е сега, интересно е дека кога циклизира прстенот, може да се добие шесточлен или петочлен прстен. Зависно од околната средина, каде што се случува реакцијата и од некои други фактори, нема во тоа да навлегуваме, но поентата е дека ако се образува шесточлен прстен, така значи ако има 6 агли,
во тој случај викаме дека тоа е пиранозната форма. Ако има 5 англи, викаме дека тоа е фуранозна форма. Во ред, и имињата произлегуваат од овие молекули пиран и фуран. Во ред, и затоа викаме петочлен прстен е фуранозна форма, шесточлен е пиранозна форма. Најчесто во живите организми добиваме пиранозна форма, иако например во лабораториски услови гледаме дека 72% од времето е пиранозна, 28% е фуранозна, например за молекулата на фруктоза. Додека во живите организми овие проценти не важат секогаш. Исто и за алфа и бета стереоизомеријата. Гледаме така, нели, кој што спомнав, 62% од времето ќе се добие бета стереоизомер, 37% ќе се добие алфа стереоизомер. Но во живите организми тоа не е случајот. Скоро секогаш се добива алфа стереоизомер. Во ред, додека во лабораторија се добива 62 спрема 37. Ама во живите организми се добива само алфа и во живите организми се добива само Д. Додека, нели, во лабораторија која формира моносахариди може да се добијат и L форми. Не мора секогаш да добијат Д, али тоа е една многу интересна спецификација на живите организми и многу е чудно всушност како се постигнува, многу има истражувања во тоа, да фаворизираат само одредени стереоизомери. Тоа е многу тешко да се направи во лабораторија. Да избереш само Д форма или да избереш само алфа стереоизомер. Во лабораторија нема бирање, се добиваат смеси. Секогаш се добиваат смеси, после треба да ги прочистуваш. Но во живите организми не се добиваат смеси, се добиваат само чисти форми. Што е многу добро. Инаку, алфа и бета стереоизомерите се нарекуваат аномери и тоа всушност се нарекува аномеричен центар. Во ред? Значи тие се аномери. Инаку во лабораторија кога следиме до кај реакцијата или колку имаме од даден стереоизомер, тоа го одредуваме преку муда ротација, бидејќи не мора да влегуваме во детали, но алфа стереоизомерот ја врти рамнината поларизирана светлина кон еден правец, бета стереоизомерот кон друг правец и врз разлика до кој агол е стигната промената на рамнината поларизирана светлина, можеме да знаеме колкав процент имаме на алфа или на бета, зависи од што сме почнале. Но тоа е повеќе за органска хемија, нема ние сега толку да се замараме со тоа. Но сега се поставува прашањево, зошто молекулите циклизираат и кога циклизираат? Така, и одговорот е дека во нашиот организам молекулите на моносахариди скоро никогаш не ги сретнуваме вака линеарни. Океј, барем тие кои имаат 5-6 јаглеродни атоми. Скоро никогаш не ги сретнуваме вака линеарни. Зошто? Бидејќи моносахаридите кои ќе се најдат во водена средина, тие скоро секогаш циклизираат. Во ред? Значи скоро никогаш не ги наоѓаме вака линеарни, скоро секогаш се циклизирани. Во ред? И образуваат пиранозни или фуранозни форми. Најчесто пиранозни. И овдека вака да не ве буни ова како е вака представено како некако искршено, а овдека е представено вака, ова е поточна репрезентација, бидејќи завзема одредена конформација на столче, и сега ова како всушност изгледа, можете тука како црти да си замислите, и како ова иде надоле, ова иде нагоре, така, значи како столче некако цик-цак. Ако би го гледал некако од страна, би изгледало вака. Во ред? И овдека вака ќе нацртаме, бап и ова иде надоле. Значи така всушност изгледа молекулата, ако ја запазиме повеќе стереохемијата. Но нема потреба така да цртате, тоа е на кучите органска хемија. Во биохемија можете се цртате користејќи Хаортови проекции и да изгледа на следниот начин. Добро, се надам дека ме разбравте до тука, дека не зборев многу брзо и ако треба вратете назад, повторно слушате го тоа што го кажав. Но сумирано е дека молекулите на моносахариди циклизираат во водена средина, се образуваат циклични моносахариди кои може да имаат 6 или 5 агли, ако имаат 6 се пиранозна форма, ако имаат 5 се фуранозна форма и се добиваат алфа и бета стереоизомери, но во живите организми многу повеќе се фаворизираат алфа. Сега, кај растенијата, например, целулозата, која гради клеточниците, бета стереоизомер, затоа ние не го разградуваме тој шеќер. Неаме ензими да го разградиме, но некои животни можат, бидејќи имаат бактерии во стомакот кои што помагаат за разградување на тие шеќери. Но добро, тоа сега ви се и непотребни. Следни се хемиските својства и реакциите кои учествуваат моносахаридите и ова е делот нели кој се работи по практична настава по биохемија, односно во лабораторија, преку најразлични експерименти и реакции ги докажувате овие својства на моносахаридите.
а тие се следниве. Значи моносахаридите можат да бидат редуцирани, така, значи може да се изврши редукција на карбонилната група, значи на алдехидната или кето, и при тоа се добиваат полихидроксилни алкохоли. Зависно од кој моносахарид се добива сорбитол, манитол, дулцитол и така натаму. Следно е оксидација. Значи самите моносахариди можат да бидат оксидирани. Ако они се оксидираат, тоа значи дека нешто друго мора да биде редуцирано. Така, поради тоа, дадени моносахариди викаме дека се редукцијски шекери. Така, и ова е најчесто тоа што се докажува, така, фелингов се ставаат бакарни иони и тие ќе бидат редуцирани и така докажуваме дека шекерите имаат редукцијски својства. Али всушност самите моносахариди се оксидираат. Сега, ако се оксидира алдехидната група, во тој случај се добиваат киселини кои се онски киселини, додека ако се оксидира примарната алкохолна група, така, значи примарната, таа е на првиот, мислам на последниот С атом, се добиваат уронски киселини, како глукуронска, галантуронска, мануронска и други. Значи зависно од моносахаридот само се додава уронска киселина, а ако оксидирана беше алдехидната група, во тој случај ќе беше онска киселина, односно ќе беше, например, од глукоза ќе беше глуконска киселина, од маноза ќе беше манонска киселина, од галактоза галактонска киселина. Во ред, значи ако е оксидира алдехидната група е онска киселина, а ако е оксидирана примарната алкохолна група, во тој случај е уронска киселина. Сега моносахаридите може да действуваат со бази, при тоа се добиваат епимерни моносахариди, значи ова говоре во видеото за стереохемија, каде што ако имаш еден моносахарид и разликата во позицијата на хидроксилната група на само еден од јаглероните атоми, така се разликува, тие два моносахариди се епимери еден на друг. Океј? Значи ако сакаш од еден моносахарид да добиеш друг, можеш со дејство на бази. Минерални киселини действуваат тоа да се циклизираат моносахаридите, се добиваат фурфурол, оксиметилфурфурол и ова е Молишова реакција која ќе работите на вежби сигурно. Имаме цијанхидринска реакција, ова се употребува во органска хемија, не знам дали се работи во биохемија, и се користи HCN за да се зголеми бројот на С атоми. Во ред, например, имаш моносахарид кој има 4 јаглеродни атоми, не знам, еритроза, и сакаш да добиеш некој кој има 5 С атоми. Така, и се користи оваа реакција, која исто така се нарекува Килијани-Фишерова синтеза. Океј, значи Килијани-Фишерова синтеза. Имаме реакција со хидроксиламини, односно се користи H2NOH, за да се намали бројот на С атоми. Значи, ако имаш некој шекер моносахарид со 6 С атоми, сакаш да направиш некој кој е со 5, се користи оваа реакција и ова се нарекува Вохлова деградација. Во ред. И имаме осазонска реакција, каде што реагира со фенилхидразин за да се добијат хидразони и така тоа си има некои важности, но сега не интересира. Сега, освен моносахариди како што си се, може моносахаридите да се поврзуваат со други молекули и да градат деривати. Океј, значи имаме дезокси шекери, каде што може да фали кислороден атом, кај моносахаридот имаме аминошекери, каде што имаме аминогрупа наместо една хидроксилна група, имаме оксидацијски деривати, имаме естери на моносахариди. Естерите главно се моносахаридите кои имаат фосфорен и ова многу често ќе осретнуваме, така глукоза 6 фосфат, еритроза 4 фосфат, рибоза 5 фосфат и така натаму и така натаму. Оксидацијските деривати се тие претходно кои ги спомнав, односно киселините, така значи онска или уронска киселина. Дезокси шекерите се добро кога фали кислороден атом и ги сретнуваме например во градпата на ДНА, деоксирибоза. Например, нели ДНА е дезоксирибонуклеинска киселина. Па дека имаме рибоза, така значи пентозен шекер кој нема кислород. Дезокси шекер. И за крај кој беа гликозидите. Значи гликозидите се моносахариди плюс некоја најчесто агликанска компонента, тоа може биде алкохол, стерол, фенол или некои други соединенија и при тоа се образуваат гликозиди, може да се образуваат преку кислородни мостови или азотови мостови и ќе се добиваат различни соединенија. Океј, тука имаме една табела која ни покажува некои од дериватите на моносахаридите. Значи имаме аминошекери, ево дека вака, имаме деокси шекери и така, нормално тука не се прикажани сите деривати,
Но добро, колку да добиете некоја идеја. И за крај сакам само да спомнам збор 2 за дадени моносахариди. Првично, моносахариди кои имаат 2 јаглеродни атоми ги нема многу, поточно има еден од биохемиско значење, тоа е гликолалдехид, кој го сретнуваме во даден метаболички пат како преоден продукт, кој може да се класифицира како моносахарид, али во голем број литератури воопшто го не ни се спомнува, така што не мора да знаете ништо. Триози, тука спаѓаат глицералдехидот и дихидроксиацетонот, значи дихидроксиацетон и глицералдехид. Овие се доста битни во процесот на гликолиза, така таму ќе ги бидат спомнати како глицералдехид трифосфат и дихидроксиацетон фосфат, но исто така ги сретнуваме во процесот на фотосинтеза, значи во Калвинов циклус и во некои други метаболички реакции, но таму обично се најзастапени, имаат ко најголемо значење. Ги имаме тетрозите, значи во тетрози спаѓа еритрозата, која ја сретнуваме во пентозофосфатниот циклус. Потоа имаме моносахариди кои имаат 5 јаглеродни атоми, тука спаѓа рибоза, рабиноза, ксилоза, или пак кај кетозите, тука ги имаме рибулоза и ксиулоза. И овие исто така ги сретнуваме во пентозофосфатниот циклус, но рибозата исто така има значење да влегува во градбата на нуклеинските киселини. Сега ако недостатува кислород, така тука, тоа што имаме деоксирибоза која влегува во градба на ДНА, ако има кислород, во тој случај влегува во градба на РНА. Исто и овие моносахариди влегуваат во Калвиниовиот циклус, кај во процесот на фотосинтеза. И учествуваат во регенерација на рубиско, така. Имаме јаглехидрати, односно моносахариди со 6 јаглеродни атоми, овие обично се најбитните кои најчесто ги сретнуваме. Тука спаѓаат глукоза, маноза, галактоза, исто така и фруктоза. Така че фруктозата ја имаме во овошјето, тоа е најблагиот моносахарид, така значи има најблаг вкус. Го имаме во медот, така значи фруктозата. Додека глукозата е таа која организмот преферира да користи. Исто кога се збори за шеќер во крвта, се мисли на глукоза во крвта. И тоа треба да биде околу 4,4 до 6,6 или пак 3,5 до 5,8, зависи која литература ја читате. Порано имаше толеранција до повисока вредност, сега е снижена границата за колку е нормална глукоза во крв. И нормално има уште многу да се збори за сите овие моносахариди, но тие се некои најглавни работи кои треба, например, моментално да ги знаете. Така. И за овие кои имаат 7 јаглеродни атоми, таков е само еден седохептулоза 7 фосфат, кој го сретнуваме во пентозофосфатниот циклус. И тоа е главно тоа. Сега ги се рече добро, се е многу лесно, да, но кога ќе полагате за моносахариди, сигурно ќе треба да знаете барем структурата на дадени моносахариди, така. Особено да ги цртате као Хауъртови, нели, перспективни формули, значи да цртате глукозата, например, на овој вака начин. Така. И особено, нели, ова ќе ви биде од значење. Алфа формата на глукоза, која е циклизирана, така, основно со пиранозен облик, представена користејќи Хауъртов начин на представување, значи вака, а не вака. Добро, сега некои професори може да толерират и вака да представите, но сепак тоа многу поретко се случува. И тоа беше главно се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново. И ќе се видиме во следното видео, каде што ќе говорам за дисахариди и олигосахариди. Довидување.